Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. Ваш избор по сигурна иднина е новото лого и новиот слоган на средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу. Но ова средно општинско училиште не само што има ново лого и нов слоган, од неодамна има и нов вршител на должност директор, тоа е господјата Наталија Ацеска. Која е незината визија и мисија за менаџирањето на ова средно општинско училиште е поводот да ни биде гостин во студиото. Добре дојдовте и верувам дека пријатно се чувствувате. Се чувствувам одлично, ви благодарам на поканата и јас искрено се надевам дека нашиот диалог, нашиот разговор ќе биде конструктивен и позитивен и интересен за гледачите од другата страна на малите екрани. Токму тоа е целта на оваа емисија. Да кажеме што значува слоганот и како дојдовте до идејата да се смени логото на училиштето. Ново лого има и младинската организација. Так. Нашето лого, кое што е од неодамна патентирано од страна на нашите ученици, всушност ја осликува и визијата и мисијата. Елитно училиште, модерно, кое што ги следи сите модерни едукативни трендови. Инаку, како почна со приказната за ново лого, тоа е на заедничка идеја со учениците и со наставниците во моето училиште. Дојдовме до заклучок дека можеби треба да освежиме во однос на тие нови дизајнерски потреби и насоки. И отворивме конкурс. Конкурсот беше насочен кон нашите ученици, тие кои што мислат дека можат и знаат, да ги представат своите идејни решенија и да не ги презентират своите креативности преку креирање на лого, давање на идеи за слоган. Така да две ученички од нашето училиште беа најблиску до ова што сега го имаме и ние сме страшно горди на тоа лого, бидејќи и самото лого ни покажува која е идејата која што провејува за понатаму на нашата мисија, ние да видиме елитно училиште понатаму кое што ќе оди само напред со нови идеи и предизвици. Младинската организација пак тие се во привршување на озваничување на нивното лого. Мислам дека овие денови конечно ќе кажат на која варијанта се имат одлучено. Се работи исто за страшно активна група на ученици за кои што можеби покасно пак ќе се навратам, но сакам да кажам дека јас сум горда на нивната работа, бидејќи преку својата работа ја осликуваат и агилноста на нашите ученици и нивната мотивираност за нови предизвици. Ви престојат многу предизвици, по професија сте магистер за екологија, со искуство како професор по биологија во средното општинско училиште Орде Чопела. Што ве натера да се пријавите на конкурсот за директор на Кузман Јосифовски Питу? Веќе го кажавте одговорот, предизвици. Предизвик е ова работа која што сега ја обавувам, тука сум веќе 3 месеци, можеби 4. Се работи за нешто што е можеби од една страна ново, бидејќи има поголем диверзитет на активности и обврски, но најдобро е за мене што јас сум се уште во образование, бидејќи мене образованието многу ми значи, или вака би сакала да кажам дека многу ми недостасува комуникацијата со учениците, она директната комуникација која што имав претходно, и еве да кажам дека ми недостасуваат учениците од Орде Чопела, бидејќи тоа се посебни односи, посебни контакти кои што се градат со години и оставаат траги. Но исто така сакам да кажам дека дојдов во една средина каде што сега ја имам комуникацијата со учениците можеби на поинакво ниво, но се трудиме да бидеме блиски и веќе се работи за еден однос со колеги кои што се еднакви, значи на мене само ние треба да најдеме една правилна координација. Мислам дека сме на вистински пат, бидејќи најдов на прекрасен тим кои што се расположени за работа и со кои што мислам дека во иднина ќе имаме прекрасни резултати. Не е лесно да се менаџира образовна институција. Која е вашата мисија односно визија? Континуирано повторувам во текот на овој разговор дека сакаме да бидеме трендовско училиште, елитно училиште, кое што ќе оди напред, кое што ќе ги следи сите реформи и кое што ќе биде блиску на оние училишта на кои што им се восхитуваме кога ќе појдеме некаде во поразвиените земји каде што ќе видиме училиште со сите тие можности и кога се враќаме и велиме дека би сакале да бидеме во